Избори, 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 избори. Викавме кој неарни 4 години, ама джабе, пак си дојдовме на редовниот термин. И секојаш кога ќе дојдат избори се јавува некакво чувство на надеж дека нешто ќе се промени. И ќе отидеме, ќе гласаме и после ќе не спакува калето и пак ќе се вратиме во нашата мизерија. Пред некој ден гледав некоја анкета помеѓу обичните граѓани за тоа како е во Македонија. За разлика од Пендарко, кој тврди дека тече мед и млеко и по некоја чајна салама за народот, луѓето по улици буквално сите го кажа истото а се однесуваше на ова. Значи вака велат: катастрофа! Никогаш полошо не било. Ужас, беда, сиромаштија, бе страшно, ова не е нормално. Избори, избори. А тоа беа само дел од фразите со кои граѓаните го опишуваа владењето на квинслинзите од СДС и ДУИ, кои умреа од радост дека собрале потписи за Пендаровски, а тој љубави веднаш се закани дека готово било. ВМРО давало лажни анкети, а според вистинските анкети СДС е веќе на 50 пратеника. У себе сигурно си рачуна 3 од карти на ДУИ, односно 10 пратеника, а веќе се гледа себе си како го увалил газот во фотелијат уште 5 години да дреме и да допродаде што има од државата на неговите странски ментори. Но да видиме што ние како народ добиваме, а што добиваат политичарите на овие избори ако ги гласаме. Како прво, ние онакви какви што сме сиромашни, буквално за овие 30 години не добивме ништо, а од Заев и Булјументава и тоа ништо ни беше одземено и сега сме чираци во сопствената земја. Второстепен народ, без пасоши, без здравствена заштита, со неизвестна иднина во најсиромашната земја во Европа. Нас не лажат, ние одиме ко телиња, ги гласаме и наместо подобар живот, отворен пазар, демократија, шанса за секого, добивме предавства, арамилак и корупција. Едно големо ништо. Компир нула. Избори, избори, избори. Добиваме мизерни плати, мизерна социјална помош, мизерни здравствени услуги, мизерна екологија, загадување, непрофесионално, спори и арогантна администрација, високи даноци, извршители и коцкарници. Тоа е оно што го добиваме. Ајде да видиме зашто ги гласаме. Што добиваат политичариве? Како прво, добиваат власт и наместо да ја користат за доброто на сите и напредок на државата, тие ја користат за криминално богатење. Потоа добиваат огромни плати, по 2000 евра за пратеници и директори, потоа управни одбори, вработување во лежачки фирми, патни трошоци, дневници, потоа добиваат службени коли, бензин, сметки во ресторани. Што добивате вие што ги гласавте, а? Пак ништо, компир, избори, 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 избори. Ништо! 140 денара за студентите дневно. Паушетаче се фалеше со тоа. Каков срам. Не знаат студентиве дали да ги јадат или да ги гледаат. Па намалени субвенции во земјоделие, во приватно здравство со оган цени. Полагање на возачки испит по 10 пати, за да лапат папари, инспекции, даноци, тоа добивате. А што добиваат политичарите? Добиваат кркање бифтеци по смешни цени во собраниското бифе, нови мобилни телефони, платени сметки, некои добиваат станови да живеат тука и многу тендери. Само паметот им е во тендери или едноставно кажано ограбување на даночните пари во државната каса. Тие не ја крадат државата, тие ве крадат вас, тоа е сите нас, а од парите кои ги двоиме за даноци, царини и други давачки. Дали знаете дека кај нас единствено во светот ДДВ се наплаќа по издадена фактура, а не по наплатена фактура? Се товари бизнисот на неплатеното. Тоа е исто како да не сте добиле струја, а морате да ја платите. Мада морам да кажам дека и тоа го има кај нас. И така политичариве не ограбуваат масовно, и македонци, албанци, и по некој влав, турчин, србин и ром, по некој бошњак и сите други. И затоа ако барем морате да гласате и да излезете и да им ја дадете власта, направете барем еден критериум по кој ќе го дадете вашиот ценет глас. Не по лепота, не по јадење лајна на телевизија, не по партија, гласајте по лично убедување. За кого? Сега ја ќе ви кажам за кого, што е проблем. Не дека сакам да ви се мешам, ја ќе ви кажам за кој да гласате.
Јас ќе гласам за оние кои најмалку лажат. Таква градација направи. Ако некој лаже, значи и краде. Кој најмногу лаже или ич не краде, а уствари кој најмалку лаже или ич не лаже, тој е изгледа и најкадарен. Значи, не гласајте за досегашниве лажговци. Па не отруе со лажење, не изгоре од лажење. На лажговци глас не им давам. А кои се тие? Па многу добро ги знаете. Кој ве лажеше 6 години. И не само што ве лажеа 6 години, секој ден ве лажеа по 10 пати во тие 6 години. Затоа памет до глава и гзо до дзит. Седиме така со еден другар на висински припреми за избориве, сакам да кажам, седиме на клупа, нели со нозете на седалото. Наводно е клупава, пиеме пиво од ова ефтиново во кам и си правиме еден плодоносен политички муабет. Седевме малку подалеку така еден од друг, зашо младинава шарена свашто може да помисли, па наместо да не опцуе мрж бе аналитичари едни платени, да ни го плесне у фаца, мрж бе педеришта стари, тука сте нашле на клупа наводно да пиете пиво. Имавме ние спремен одговор у стилот, абе мармалатчичи, од мочка праени, ние ко сме правиле журки наводно ви уште стиделе со таткови наводно, а сте се враќале со мајкави. Разбирате зошто, нели? Ама нема смисла да се караме со младиве генерации, оти како викаше Тито, на младите светото станува. Да. Се е тоа некако станато од младиве на лева нога. Се прави со лева рука, дрка со десна рука, гз брише со лева рука, го држи стој кога моча со лева рука. Ова левава рука претежно ја употребува, дека е лева малце така. Левица вика тоа, левица, која развива левица рака, нели? Мафта на автобуска исто со левица, да пукне прави со левица, мислам со лева рака, да не ме сватите погрешно. Ман веќе од лева рака. Ние сме бре стара школа, десница рака беше кај нас. Па кога ќе офатиш со десница рака, па то джврка, фуче, да сите страни фуче. И не се да се вратам, мислам, на муабетов со другаров после шестото пиво. Вика, Сашо Булјо, мислам без Булјо, Сашо брат, да ти кажам, ова чистиот воздух наводно, абе ме замаја, ме очука, а ја му викам брат, затнати ти се артериите од скопскиот смог, па сега си направи ајншприц со пивово плюс кислород, па тоа е заебана комбинација. Исто кои збориве што ќе бидат сега на еден ден пред победата на фашизмот. Да бе, вика, мамо и мебем фашистичка. Намерно ги ставиле на 8 мај бе избориве наместо на 9 кога го победивме фашизмот. Се прават за да им угодат на бугариве, значи се прават. Го гледам онака малку накриво од овој другаров, јеби ga, 6 пива малнавме, 6 пива. Не можев да се објаснувам и ме стегна да ви кажам у тој момент ова мочново тапанче, па отидов и без да ги видам се измочав пред 25 годишни што искачаа од огромен джип и не беа воопшто изненадени од ситуацијата. Тука пред нив. Само кренав десна нога, не лева, десна нога и тука покрај едно стебло. Веројатно затоа што и джипот го добиле овие 25 годишниве поклон од некои стари мочковци како мене, па така ги одминав и се вратив така освежен на клупата. Абе што имаат врска бугариве? 9 паѓа у понеделник, му вика на другаров, ова просветлен, му викам ова. Ете бе мамето фашистичко и календарот го сменила Европската унија заради нив бе. Ми вика пријателот додека го отвараше 7-то пиво. Абе се претворив целиот упрашалници и прв пат во животот ми беше криво што некој ги клевети бугарите за работи за кои навистина не се криви. Или може да се криви. Или не се криви. Абе криви се. Све се криви. Абе јеби га се тоа. Слушај, знаеш ли кој е најголемиот проблем на нашиве говеда? Продолжи другаров, сега веќе онака добро, нацуцан.
Кој го ведаве? Кај сега ми го префрли муаветот, му викам од политика на сточарство. На политичари бе. На политичари ми вика. Кој бе му викам онака со биста глава и празна пешика? Па патат бе брат од амнезија и амнестија. Дека патат од амнезија тоа знам, ама дека патат од амнестија тоа прв пат слушам. За амнезија се експерти. Се заборавија што ветја. Дори толку се осудуваа да лажат во стилот кој ќе го смени името Мерка ќе му земеме. Кој тоа го правил францускиот предлог и има пасош и не се секирајте. И лага до лага, азинат лъжат трујат. Всушност, тие ја зборуваат бе вистината, ама потоа патат од амнезија дека воопшто тоа некогаш го кажале и се однесуваат многу нормално, нема везе. Кај? Шо го примив, а? Од кого го примив? Од него го примив? Од НАТО? Не го примив, Така е бе, брат, ми вика пијаницата. Ој, си погодил точно у центар. Абе, не ади гомна бе, сега му викам, сум го погодил точно у центар. Жими све ќе станам и ќе си одам од студио, мислам од клупава. Ај оди бе и ти измочај себе, под притисок си гледаш, ќе ти пукне мочниот меур. Па затоа тресеш глупости. И другаров не ме разбра, зошто го праќам да се измоча, ама стана и онака во права цик-цак линија ја запука на кај шумичката. Брат, абе овде наводно имало тојфор. Така како му го слушнав гласот која викна, има тојфор. Па моче бе од тојфор му викам. Кралски нужник за цареви. А знаете царот само каде одел пешки. И отиде тој да го закомплицира мочањето во природа ко секој нормален стар скопјанец. А јас фатив да размислувам како тоа нашите политичари патат од амнестија. И така мислам и не можам да се смислам. Ама мислам и ми текна. На Миле ми текна. Абе сите се амнестирани освен Миле. Ниеден не одлежа. Ниеден. И Мењаков началник не одлежа. Грујо одлежа, ама онака у гепек, колку да дремне до Будимпешта, а тоа не се рачуна. Рашко е него се шета по Кучково вила ке правил, Ден Дончев брка кенгури, мухи го пуштија, Катица се вработи кај синот у адвокатска канцеларија, пошто имала, сите знаеме колку јак просек имала на факултет. Боки 13-ка нема желудник, ама има затоа најскапа ташна на Балканов и он се шета. Кабелот изгоре и не може да лежи робија, автобусот е исто. Боро Малборо се шета по планини, ние да нема у затвор. Додуше лежи оној со 100 кебапчиња што ги украде, него го заборавија и Миле ми текна. Си викам, никој не лежи. Стварно имало амнестија. Наеднаш слушам крик на дивината. Викам, лавот избегал од зоолошка. Пак. Кога гледам, другаров што тргна на мочање во тојфор, лежи. Само он лежи. И кај што лежи, таму со раката ја беше повлекол вратата од тојфорот. А тојфорот го беа местеле едни со трето оделение што не земале плата на 15 и се клатеше како детска клацкалица. Туна кај другаров, туна назад. Нахај другаров на тојфоров се клати. А другаров легнат со 7 пива во себе за прв пат се покаја што ги беше испил. Во дел од секундата си реков, додека јас аналитички и политички размислував, тој влегол, оставил вратата отворена, се затетурал онака пијан внатре со тоа мандалото во десната рака, испаднал наназад со смакнати гаќи, ја завлекол вратата со него и паднал на гол гс на грб на тоа асфалтот. Од тоа што се случи потоа, луѓе Божји, сакам јас да добијам амнезија и да го заборавам. Како да ви кажам? Како да ве погледнам однапред? Како да ве погледнам одзади мои македонци напатени? Како да го заборавам тоа што го видов тогаш со другаров и тојфоров? Како да ја заборавам таа гледка и тој срцепарателен мирис?
Знам дека и другар ми никогаш повеќе нема да пие од ефтиното пиво во Кам. Нема да пие било какво пиво. Леле, кој ќе ми текне дека цел тојфор. Со сите лајна, со сите гомна, со сите кашкајнци, со цел сраор праен во него, падна преку него и не го повреди, туку го зароби внатре, го обколи и целиот се јокто са врз него, се излеа. Леле, луѓе, тој мирис, мискојни, целоводно смрдеше, од средноводно до врв смрдеше, бе. И што се случи? Што на мајка му се случи, знаете ли, луѓе? Се случи еколошка катастрофа. И повеќе не мирисеше на пијано, туку на посрано. Тибам тоа политиката, тибам. Што се ќе направат само бугарите да ги внесат во уставот?